емисија за хумор. И сатира. Драги слушатели, и покрај надчовечките напори на сите наши лидери, сепак загазивме во длабока есен. Птиците преселници одамна си одлетаа на југ, младите стручни кадри си одлетаа на запад, а надвор паѓаат лисјата, паѓа дожд, паѓа магла, паѓа стандардот, паѓа моралот, паѓаат предлози за нови предизборни коалиции, паѓаат списоци за нови парламентарни кандидати, паѓаат оставки. Небото е мрачно како балканска историја. А македонците одат среќни, весели, насмеани, распеани и полни и преполни оптимизам, зашто сите политичари и од позицијата и од опозицијата им ветуваат дека по 11 декември Македонија конечно ќе ја огрее сонце, кое на сите ќе ни донесе топлина и светла и пресветла иднина. Да, да, да. 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 Ај нека ни е за многу години денешен, Бошко. Денешен? Шо бе? Празник е? Ама бе, Бошко, па каде живееш ти? Кој јас? Никаде. Како бре никаде? Така. Јас од осамостојувањето на Македонија па наваму веќе не живеам, туку само вегетирам. А шо празник ми честиташ бе, тасе? Денот на ослободувањето на Скопје. Денот на... Ле, срам да ми е и арам да ми е. Зошто бе срам да ти е? Па, кога ќе влезеш во 8-та деценија, нормално е да почнеш да забораваш. Ја. Жими себе, еве, јас пред некој ден заборавив, Абе, што заборавив, бе? Боже, заборавив, што заборавив. Абе, јас заборавам и именден, и роден ден, и имиња на колеги, на пријатели, па дури и на најблиски роднини. А што ти реков јас, бе, Бошко, 8 деценија, брате? Да, ама ова не смее да се заборави, дури и да имаш Алцхаймер, разбираш? Зошто? Затоа што партизаните направија чудо. Да бе, мајката, да бе, речи си голораки, ги победија сите наши непријатели што беа дојдени овде да не сотрат. Така е. А дали знаеш зошто ги победија? Па Бошко, затоа што беа појаки од нив. Не. Како може да бидат појаки од нив кога сите беа гладни и жедни и голи и боси? Добро бе, со што тогаш ги победија, бе, Бошко? Со љубовта кон татковината. Со љубовта кон татковината? Да.
не дај Боже некој гладен партизан да украдеше од нива само единствен компир, е? Па што ако украдеше? Што ако украдеше? Знаеш што ќе му се случеше? Што? Веднаш ќе го стрела. Ќе го стрела за еден компир. Што мислиш ти, е? Ако влезе во некоја куќа и однатре изнесе се што ќе им се допадне, Тогаш ќе ги стрела сите заедно со се командантите. Што збориш, бе, Бошко? Леле. А кажи ми ти мене, како се викаше тој нивни однос, а? Морал. А како се вика ова што овие нашиве ни го прават сиве овие години, а? Ова се вика неморал. Далавера, всичко е лъж, вериш. И министри, и банкери, всеки прави се на мъж. Далавера, всичко е лъж, вериш. И министри, и банкери, взимат сухо неведнъж. Кого гледам? Ама кај си ти? Одеднаш испари од мојот видокруг и те снема од мојот живот. Море, да ти кажам искрено, ме снема и од мојот живот. Боже, што ни направи транзиција. Па како си? Како фамилијата? Никако. Никако? Зошто? Маж ми остаре. Децата ми одлетаа во странство, а фирмата ми ја джапна директорот. Тоа говедо ви ја зеде фабриката? Да. Прво ја испокраде, а потоа си ја приватизира, заедно со се што остана непродадено и со неговата швалерка Менка. Пуе, јазак. И што работиш сега? Јас? Почнав да се занимавам со метеорологија. Со метеорологија? На телевизија? Не бе, дома. Дома? Дома, да. Од сабајле ќе застанам на прозорец и до вечер го пцујам времето. Времето? Кое време? Па се знае бе кое време. Времето минато, времето сегашно и времето идно. А ти како си? Јас супер. Ај, баш ми е мило да ти кажам. Уште си во истата фирма? Каква фирма? И нашата си ја приватизира директорот. Леле. Па што работиш сега? Отидов во политика. Каде отиде? Во политика. Ти во политика? Зошто да нема? Како зошто бе, човек бе? Па зошто? Па колку што се сеќавам, ти од секогаш ја мразеше политиката? Да ти кажам право, и сега ја мразам. Па што мајка бараш тогаш во политиката? Формирав партија. Што рече? Си формирал партија? Да. Ја формирав најбројната партија во Македонија и сега одвај чекам да дојде 11 декември. Што бе? Па ти мислиш дека имаш некакви шанси на изборите, бе? Дали имам шанси? Според анализите што ни ги направи една странска агенција, ќе победиме со 2/3 мнозинство, да знаеш. Баш ми е мило што го слушам ова. Ти честитам однапред. Јас на моите противници ќе им честитам одназад. Абе, жив ѓавол си. А како се вика твојата партија? ДПГ. ДПГ? Да. Демократска партија на гладните. Партија моја убава, здраво живона, лидерот, да живе 100 години, функција да ми
возвеличен Господе, čuvaj go, čuvaj liderod, той nije se što imame, той nije lika prilika, той nije tatko i majka, той nije patot lele z Evropa. Dojdovme sите goltari, сега сме сите богати. Дојдовме бистри селани, сега сме сите граѓани. Партијо лична убава, без тебе што ќе правевме, во долгој леле ќе се давевме. По шокантната победа на Доналд Трамп на изборите за председател на САД, јас, пијан од среќа, море малку и од алкохол, отрчав уште во 6 изутрина кај мојот кумашин Дончо и почнав да тропам на вратата и да викам: Дончо! Еј! Дончо! Дончо бе! А сиромав Дончо, заспан во пижами и целиот распаметен од страв, ми ја отвори вратата. Леле, што е, бе? Што се случило? Како што се случило, бе? Победија нашите! Нашите? Нашите, бе, Дончо, нашите! Кои наши, бе, куме? Па уште не дошол 11 декември. Опре, победија републиканците и твојот именјак Доналд Трамп, Дончо! А Дончо само ја набедна главата, ме погледна од оздола тажно, како да сум одлепил, и ми рече: Немој пред време да се радуваш, бе, куме. Ти барем знаеш дека ние секогаш најмногу сме страдале од нашите. Америка се случи невиден изборен скандал. Замислете си. Никој никого не го обвини за местење на резултати.
Како може народот да мисли со своја глава, кога политичарите му се качија на глава? Политиката морала да стане курва, да може да прерани толку многу политичари. Аве, Оче, ти што светиш горе, и же еси, поарно да не си. Јас пропаднав во длабоко море, а друг, Боже, гревот ми го меси. Леле, сирома, го слушна пресвето? Го слушнав, дево, го слушнав. Ама лаже. Лаже? Да. Како може македонец да пропадне в море, кога Македонија нема море? Има море од проблеми, Господе. И тоа многу длабоко море. Ако пропаднал во такво море, тогаш нека му е горниот напомош. Сакам да кажам, тогаш ни јас не можам да му помогнам. Знам, пресвето, ама барем утеши го. Сепак, тоа е твое чедо. Ваистина, дево, што ми се обраќа мене, јас сум му последната надеж и на овој и на оној свет. Што мака те мачиве, грешна душо? Леле, Господе, ми влезе. Ти влезе? Анатема! Анатема! Што ти влезе, бре? Ми влезе сотоната. Ти влезе сотоната И станав неверник. Си станал неверник. Иш, сотоно, иш. Џабе го искаш, дево, џабе. Сотоната си најде убаво место во мене и ме натера да не му верувам веќе никому. Баш никому? Никому, Господе. Не им верувам на судиите. Зошто, бре, таксиратлио? Кога ги создавав, јас им реков криво да седат, право да судат. Убаво си им рекол, Господе, ама тие сега право седат, а криво судат. Анатема! Анатема! Други? Не им верувам на инспекторите. Зошто? Затоа што таму кај што треба најмногу да ги отворат очите, тие најмногу ги затворат. Анатема! Не им верувам на полицајците, не им верувам на докторите, не им верувам на професорите. Леле, душо страдална. А кому најмногу не му веруваш? Па се знаете во, најмногу не им верувам на политичарите и тебе, Господе. Добре, анатема! Зошто? На политичарите не им верувам затоа што секогаш работат против доброто на својот народ.
А тебе, Господе, не ти верувам, затоа што ниту еден досега не си казнил. Леле, кај ќе ми оди душава? Па се знае, бе, таксиратлио. Душата на неверниците секогаш оди во пеколот. Во пеколот? Епа тогаш нема проблем. Како бре, грешна душо, нема проблем? Така, Господе, лесно ќе го поднесам тоа, зашто јас во пеколот и живеев. Ода на глупоста. Седнал трпе, преполн грижи пред зимата што се ближи. Веќе падна прва слана, а тој нема огрев, храна. Дома плачат деца страдни, сите боси, сите гладни. Оди трпе, кука, моли, надлежните баш ги боли. Мој кутар, брате, трпе, си живееш живот крпен, не јавнала тешка беда, кој ли тебе ќе те гледа? Секој гледа што да лапне, секој гледа што да джапне, си чекорат тие напред, нема сила да ги запре. Ајде трпе, стисни заби, зашто врагот ќе те зграби. И не кревај, џабе врева. В пролет пак ќе има трева. Гугуш, Гугуш. Сихтер бе, керата еден. Стара! Што е, бе, банде? Што викаш, што се случило? Абе, го слушаш овој вампиров, ти ги псуе турските серии. Абе, Сихтер таму керата еден. Го слушаш? Санде, бе, ти нормален ли си? Не сум. Па гледам дека не си. Зошто, бре, така го сихтерисуваш твојот синединец, а? Затоа што ме нарече Гугуш. Што ако те нарекол Гугуш? Тој така ме нарекува само кога бара пари. Овој пат си се зезнал на мртво, Гугуш. Ја. Да ми умреш ако те лажам. Еле, синко, бре, што зборуваш ти? Жими тебе, стара, не му барам пари. Што му бараш, бе, синко? Сигурно го бара утоно. Ама прво нормално да му го наполнам резервоарот. Абе, доста бе. Што доста? Да ме видат другарите со таква канта, ти ми се смеат цел живот. Па што бараш, бе, синко? Ајде, кажи на мама, ајде. Па види, мамуша, барам Гугуш како висок интелектуалец да ми објасни една работа.
Каква работа, бе? Сакаш да знаеш за кого овој пат ќе гласам? Тоа сакаш? Баш ме заболе за кого ќе гласаш ти. Па, што сакаш да ти објасни, бре, синко? Мајко, сакам барам да ми објасни што сакал да каже Фјодор Михајлович Достоевски во својот роман Понижени и навредени. За тоа си ја сгрешил адресата, синко. Сум ја сгрешил адресата. Да, за тоа треба да ги прашаш лидерите на сите наши политички партии. Да ги прашам лидерите на сите политички партии? Абе, што зборуваш, бе ти? Тоа што слушаш, синко? Тие и никој друг се виновни за сите понижени и навредени во Македонија. И јас така мислам, синко. Те виде? Само тие и никој друг. Боже, кај забегав ти двајцата. Абе, од денес ви забранувам да гледате вести и да читате вестници. Зашто, ако продолжите вака, ке морам да фаќам врски да ви обезбедат мој термин за бардовци. Едни од крајот крале, други од народ крале, тралала, тралала, сама си го барала, тралала, тралала, сама си го барала. Лудо стана, лудо леле лудница, арави, леле цела судница. Едни од крајот крале, други од народ крале, тралала, тралала, сама си го барала, тралала, тралала, сама си го барала. Лудо стана, леле душа стегаме, од ајдуци, каде бре да бегаме. Европа принципима, Балканци тешко прима, тралала, тралала, сама си го барала, тралала, тралала, сама си го барала. Лудо стана, леле душа стегаме, од ајдуци, каде бре да бегаме. Европа принципима, Балканци тешко прима, тралала, тралала, сама си го барала, тралала, тралала, сама си го барала. Лудо стана, леле бре не спиеме, од душманот, каде да се криеме. Брегови свети зема, стака бре да те нема, тралала, тралала, сама си го барала, тралала, тралала, сама си го барала. Лудо стана, леле бре не спиеме, од душманот, каде да се криеме. Брегови свети зема, стака бре да те нема, тралала, тралала, сама си го барала, тралала, тралала, сама си го барала. Најдолгиот маратон во историјата веќе се ближи кон својата цел и тоа според следново антикубертеново правило. Колку некој тркач е поспор и понеспособен да се надпреварува, толку повеќе се служи со препнување на своите директни противници. Нормално, при тоа му е дозволено да се служи со се. Со рацете, со нозете, со главата, со ушите, а јазикот како најопасно средство да го употребува за дотепување на оние кои се стекнале со некаква предност. Што
што се од април па досега не се изнаслушавме од нашите меси, апостоли, светци, ангели и душегрижници. Ветувања, навреди, негации, клевети, закани и страшни футуристички прогнози. Само едно не чувме од никого. Не чувме никој од нив да рече: народе, крајно време е да победи најдобриот, најпаметниот, најталентираниот, најблагородниот, најчовечниот, независно од каде доаѓа и чии дрес и чии символи на дресот ги носи. Воспротивно, сите до еден треба да добиеме црвен картон и да бидеме доживотно дисквалификувани. Секои избори се трка за подобар живот. Ама само на нивниот живот. Политичари кои на народот мислат само кога ќе наближат избори, не заслужуваат народот да мисли на нив. Во политиката е слично како во шахот. Секој пион го лажат дека кога тогаш ќе стане кралица и ќе застане веднаш до кралот. Секогаш кога ќе видам политичар што го фали својот народ, знам дека наближуваат избори. Тешко државата во која колатерална штета е народот. Еј, Мацо. Мене ми се обраќаш, бе, колега? Па нормално, јас друга жена освен тебе овде не гледам. Брзо, дојди ваму. Зошто? Да ме видиш. А те гледам и одовде. Одблизу, да ме видиш, Мацо, одблизу. Зошто? Веќе почна да делува. Па не морам да доаѓам за тоа. Ја. Да, бе, се гледа од авион. Вистина? Значи, не било лажга со опашка, а? Добре, каква лажга со опашка? Климаксот е опасна работа. А кај вас мажите е 3 пати поопасна отколку кај жените. Ама кој ти зборува за климаксот? Ајде, станувај, одиме дома. Ајде. Абе, нешто многу ти се брза за дома. Да, ама пак ќе се вратиме. Ќе си свршиме работа и за час-два пак ќе се вратиме. Што? Абе,
Ти се слушаш што зборуваш, човек? Ма јас се слушам, ти не се слушаш. Ајде брзо, ќе се стопиш од убавина. Ајде. Господе Боже, Господе. Абе, како се осмелуваш, колега? Па ти многу добро знаеш дека сум мажена, бе. Па што ако си мажена? И јас сум женет. Да, ма јас си го сакам мажот ми. Па јас ја сакам жена ми. Па ти бре, не си нормален, колега? Нормално дека не сум нормален. Како можам да бидам нормален кога побудалев по тебе? Тоа си е веќе твој проблем. Ама немој така, мачике, како мој проблем, па ти цело време ме заведуваше. Јас тебе сум те заведувала. Да, ми даваше сигнали. Сигнали? Какви сигнали, бре? Кратки, па долги, па кратки, па лев трепкач, па десен трепкач. Леле. Бе, да не сум ти мрднала случајно со уши, бе. Види ја, уште ми се подсмева. Дадов цел куп пари за тоа, Мацо. Си дал цел куп пари? Зашто, бре? За Виагра. За Виагра? Па, нема проблем. Вистина? Да, бе, чувај го и вечер пробај си го со жена ти. Да го чувам со... Ама ти си нормална? Па како да го чувам вечер со жена ми кога веќе го испив? Играм! Господа, додека вие докажете кој повеќе се борел за правата, мене коски ми се тресат да не ни отиде државата. Душо, дали се сеќаваш на кризата околу Трст? Па се заборавали тоа, бе, мажу. Со месеци ние младите одевме по улици и викавме: животот го даваме, Трст не го даваме, животот го даваме, Трст не го даваме, животот го даваме, Трст не го даваме. Леле, баш така беше. И што се случи потоа? Епа, животот ни го оставија, а Трст ни го зедоа. Баш така, Злато. А се сеќаваш на кризата околу информбирото? Леле, па тоа беше најубавото време на љубов и романтика. На љубов и романтика? Јас сум читал дека тоа било време на страв и ужас. Каква романтика гледаш тука? Многу убава романтика, сине. Многу убава романтика? Да, те гледам тебе. Мене? Староме, што зборува ова? Така беше, синко. Мајка ти сакаше друг. Друг? Мамома? Кажи му, Душо. Да, јас го сакам волче. Волче? Кој волче? Еден суртук волче, кој имаше мозок од сивчо и еднаш пред сите во задругата свика: другари и другарки, јас си го сакам другарот Сталин и готов сум животот да го дадам за него. И го даде. Како бре го даде? Па се знае, една вечер го однесоа на Голи оток и за среќа моја веќе не се врати. За среќа твоја? Да бе, така јас
Ја сретнав мајка ти осамена, изгубена, расплакана и почнав да ја тешам. Ѓубре едно. Мама, зошто го нарече ѓубре? Затоа што првата негова утеха си ти. А се сеќаваш на виетнамската криза? Како не се сеќавам? Политичарите тогаш не плашеа да бидеме на штрек. Зашто војната може да се прошири и кај нас. Да, Македонија и Виетнам се први соседи. Море да знаеш колку беше густо, хич немаше да се смееш. Зошто? Затоа што оттаму излегоа кучињата на војната и го преплавија цел свет. А се сеќаваш на кризата во Југославија? Аман тебе, вие двајца, арни ли сте? Зошто е? Како зошто бе, вампири едни? Сите ваши спомени на кои што се сеќавате се само една грозна антологија од кризи. Епа во таа антологија беше целиот наш живот, синко. И ти, синко, се роди во криза и си во овие 25 години на самостојна Македонија живееш во криза. Само стрпи се малку, стрпи се. Да се стрпам малку? Да. Уште не ти дошло време за евоцирање спомени. Што ти ја плачат, мама, почнува твојата драма, роди се ти на Балкан и живи живот Балкан. Леле, не сакам да сум теле, не сакам живот тажен, не сакам крст на ражен. Леле, не сакам да сум теле, не сакам живот тажен, не сакам крст на ражен. Секој пути, секој дупи, секој краде, секој јаде. Леле, не сакам да сум теле, не сакам живот тажен, не сакам крст на ражен. Леле, не сакам да сум теле, не сакам живот тажен, не сакам крст на ражен. Не сакам да ме купа, не сакам да ме лупа, не сакам да ме газа, прати ме тако назад. Леле, не сакам да сум теле, не сакам живот тажен, не сакам крст на ражен. Леле, не сакам да сум теле, не сакам живот тажен, не сакам крст на ражен. Леле, не сакам да сум теле, не сакам живот тажен, не сакам крст на ражен. Бре, луѓе, зошто сите сте се нафрлиле така жолчно врз транзицијата? Те била никаква, ненародна, криминална, против сите закони на природата и на правото. Што се однесува до мене, јас на транзицијата и давам апсолутна подршка, зашто транзицијата од мене направи човек. Благодарејќи на транзицијата и на приватизацијата, јас денес располагам со свој пекар, со свој месар, со свој бербер, со свој чевлар, со свој кројач, со свој доктор.
Навистина, немам своја фабрика и свој капитал. Ама не оди тоа одеднаш. Полека, трпение ќе биде. Може би еден убав сончев ден или една убава месечева ноќ. А до тогаш, кој како знае и како уме. А ние, другите, ќе си работиме за 200 евра месечно, кај оние кои први се сетија да речат «Моје е!» Господа, со вашите широки зафати, сите до еден не пикнавте во тесно. Не знам зошто историјата ја викаат летопис, кога кај нас секогаш е зимопис. Единственото прашање на кое никогаш нема да добиете одговор е: до кога бака? Како може да има борба на мислења таму кај што никој не мисли ништо? Најчеста точка на дневниот ред кај нас е точката на вриење. Лелеко го гледам. Здраво, живо Трпано, како си? Што велиш? Велам, како си? Што? Како си, Трпано? Како си? Исто шум. Исто си? Жими Шијашов, исто шум како кога имав 2 години. Што? Што? Не веруваш? Извини, ама многу ми е смешно. Исто било како кога имала 2 години, па ваква будалаштина немам чуено уште од времето кога имав 1 година. Ама живи ви личиве ако те лажам. Па ти си била супер бабичка, ме Трпано. Кој? Јас? Супер бабичка? Да, а ти? Леле, немој да ми се посмеваш, Петкано, гарев ке те фати, жими Господа. С краја да е, Боже мој. Амори, кој ти се подсмева, тебе видија ти, не? Јас ти се восхитувам, зашто богаташите даваат милиони да се подмладат барем година-две, а ти колку години имаш сега, кажи? 82.
82! Жими календаров, еве. Па ти, Мори Трпано, си се подмладила цели 80 години. Што велиш? Велам, никому досега не му успеало да направи такво чудо и од 82 да биде како да има 2. Вистина? Вистина ти кажувам. А кој ти рекол дека сега си како кога си имала 2 години, Мори Трпано? Никој. Значи, измислуваш, а? Така? Што велиш? Велам, измислуваш. Не можеш, Жими, и Шијашов? Па, од каде знаеш дека си како кога имаше 2 години? Е, сега, од каде знам, Мори Петкано, па ше исто. Како да не исто? Ма исто е, Петкано, исто е, Ај гледај ме, одвај одам. Добро. Аха, многу е добро. Ношам мелни. Добро? Може, какво добро? Кога ми даваат да јадам, ми ставаат лигавче, ме легнуваат да шпијам, уште нажајдишонче. А што е најстрашно, сите ми кажуваат приказни дека утре ќе ми биде поубаво. Леле! Леле! Такви работи ще кажуваат само на деца од 2 години. Животот на злените и животот на зелените. Да ти се мацам во пелените. На големи и мали се нешто им фали, а јас немам право на глас. А јас немам право на глас. На оној не му цинела зената, оној го болела мигрената. Сестра ми сизи по детско, тепка ми донесе влецко. А јас немам право на глас. Мама по тате влеска, тате по масат леска, дедо ми веле само меле. По лудница живеам, леле. А јас немам право на глас. Дајте ми цуцла, поклите ме со себе. Сакам да си останам само бебе. Дајте ми цуцла, поклите ме со себе. Сакам да си останам само бебе. Добар ден. Може да седнам? Денови, лице, денови, аргатски маки големи. Молам? Се къти ноќта црна, се рути карпа мрак. Боже! На тебе петли пеат, зора се зори, глад ме мори, во сите пори, а глава гори, што да се стори? Ај, пуст да би останал животов кучешки, животот мачешки, животов којски и животов магарешки. Леле, колку убаво го кажавте тоа. Кое? Па ова пред малку. Вистина? Да, Рацин? Кој? Рацин. Кој Рацин? Кочо Рацин.
Не, господјо. Сте се препознале. Коле Неделковски? Не. Јас сум Мрме. Мрме? Кој Мрме? Мрме Тресиковски. Мрме Тресиковски? Да. Да ви кажам искрено, никогаш до сега не сум слушнала за поет кој се вика Мрме Тресиковски. И вие сте грнчар? Ама каков грнчар, господјо, каков грнчар? Јас сум лимар, поточно бивш лимар. А зашто бивш? Затоа што арамиите ни ја испокрадоа, а потоа ни ја ликвидираа фабриката, да им го турам на сите. Извинете, ми се испушти. Не, нема проблем, господине, не. Нема проблем. Добар виц, во Македонија немало проблем. Па јас, освен проблеми, ништо друго и не гледам. А нормално да беше поинаку, зарем ке напишеше ваква прекрасна песна? Кој? Па Кочо Рацин Солев. Нели сега пред малку ја рецитиравте? Јас сум рецитирал песна? Даде. Се къти ноќта црна, се рути карпа мрак. Мрак, да. На тебе петли пеат, зората се зори, а глава гори. Што да се стори? Ама каква песна, господјо? Јас ги колнев сите што ме оставија без плата, без храна, без струја, без огрев и без живот. Бати животот кучешки, животот мачешки, животот којски и животот магарешки. Многу ми е жал што не си Рацин, господине. Многу ми е жал. Абе, што има да ти е жал, бе? Кажи му на тој твој Рацин дека да беше денес жив. Место социјален поет, ќе беше социјален случај. Да. Емисијата за хумор. И сатира. Заврши. Бидете живи и здрави, среќни и весели, и сакајте се, како што ние ве сакаме вас. I love you.